Ајде, добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Вкусот на традицијата од комплексот Етно село Тимчевски. А денеска сум така настроена, нешто ми се јаде сладко и благо, но не сакам брашно да внесувам, не сакам шекери, значи глутен ми пречи и така натаму, и затоа го одбрав овој рецепт. Затоа што е Македонија земја на сонцето, ги произведува најдобрите јаболка во светот и секако имаме најсладката и најубавата тиква. Значи ова е десерт на пире од јаболка со тиква и просо. Најчесто кога зборуваме за просото, мислиме дека е тоа храна за птици, поточно за папагали, но не е така. А просото го препорачуваат сите доктори во исхраната на луѓето. Зошто? А затоа што се грижи за здравјето на човекот. Се грижи за бубрежното здравје, за срцевото здравје, за дигестивното здравје, а исто така тука му се придружува и јаболката. Јаболката ги има сите витамини и сите минерали и растителни влакна, и секој еден доктор препорачува барем едно јаболко во текот на денот. Со ист таков состав речиси е и тиквата, кој што е пожелна, значи буквално секој ден во нашата исхрана. Дали во десерт, дали печена, варена, на пареа, во чорба и така натаму. За овој рецепт вас ќе ви биде потребно 500 грама излупени, изрендани јаболка, значи 500 грама да имаме готов производ, каде што лушпата е одстранете и така натаму. Имаме 100 грама просо, една супена лажица цимет, 50 грама мелени ореви, 50 грама мед, ние имаме прекрасен мед овде домашен, багремов мешан цветен мед, кора од лимон, и имаме тиква, една чаша од 2 децилитри, да ја наполниме со вакви коцкички од тиква, и 400 милилитри вода. Сега да започнеме со подготовка. Значи ќе ја ставиме јаболката во тенџере на загреана ринкла. Малку да се пропржи и да почне да пушта од незиниот сок. Значи просото е исклучително здрава храна. И со неа можете да направите и тава со сирење, да делува како макарони со сирење, нели, или тарана со сирење. Можете во чорби, супи, во едни од претходните емисии Вкусот на традицијата исто така направив чорба со просо. Можете и во комбинација со шумско овошје, со јаболко, значи во сите комбинации солени и благи можете да го ставите просото. Сега тука ќе ја ставиме тиквата која што е претходно малку на пареа омекната. За да не губиме време во варењето на тиквата, затоа што јаболката брзо и веднаш ќе биде омекната и обработена, сварена. И сега ја додавам тиквата овде. Ајде така. Се убаво промешувам, еве веќе јаболката си пушти. Значи немаме ни масноти тука, нема путери, нема масло, зејтини, ништо нема од сето тоа. А Македонија има јаболка и тиква, и мед, и ореви, колку што душа ви сака. Ете така. Сега ќе го додадам
cimetот. Така. Промешувам. Леле, каков убав мирис. Ако немате случајно дома тиква, не е проблем. Можете да го направите овој десерт, пире од јаболка и тиква, значи само со јаболка. Не мора да ставите тиква. Сега ќе налеам вода. И кога ќе почне да врие, ќе го додадам просото. Така. И уште една чаша, 400 мл до 450 мл. Ајде така. Се ова да почне да крчка. И го додаваме просото. Ке треба едно 10 минути да се вари и потоа ќе го тргнам од оган и ќе му додадам, кога малку ќе залади, ќе му го додадам медот, кората од лимон и оревот. И просото ќе набабри, ќе добиеме еден прекрасен, вкусен десерт кој што ќе го сервираме. Тоа нека биде индивидуална желба, кој како сака, во стаклени садови, во чашки, како сакате. Еве го почна да врие. Така. Значи немаме ни шекер во него, што е многу важно. Туку имаме природна состојка, тоа е медот. Прекрасен мед, прекрасен бадемов. Така. Сега просото. Сега ќе намалам температурата на тивко за просото да набабри убаво, да дојде како каша. Така, сега ќе ни треба малку време за тоа. Еве, погледнете како набабри просото. Токму тоа требаше. И веќе е готово. Исклучувам. Ете, погледнете пред да го додадам сега оревот, кората од лимон и медот. Таман додека го изрендам лимонот, тоа ќе се подизлади малку. Едва и чекам да го пробам. Ќе го оставите еден час да се излади, а прво да се излади на собна температура, половина час и половина час ставете го во ладилник. Лимонот е претходно добро измиен. Така, доста му е. Само малку колку да замириса. Ете така. И мислам да го ставам во овакви чашки и малку можеби нешто, дали шлакче, дали ореви, ќе му нарендам, нека биде тоа по личен избор.
Вака малку ќе мешате. Така. Ќе ги ставам сега оревите. И оревите уште повеќе ќе го стегнат пирето. Убавина. Убавина. Ова, да седнеш и да му се најадеш и да не се грижиш. Нема шекери, нема брашно, нема путер, нема ништо. Така. Па како ќе пристане да чади, тогаш ќе го додадам медот. Да го пробам вака да видам како е на вкус. Фантазија. Убавиње. Дури може би нема да го ставам цел мед, затоа што јаболката се сладки и тиквата беше многу блага. Сега ќе го ставам медот. Прво ќе ставам половина, па ќе видам. Во рецептот е, значи, према оваа доза 50 грама, но ќе видиме. Може би и нема да треба толку многу. Ајде сега да пробам. Сепак ќе му го додадам. Ете има зошто е толку. Ова е највкусниот и најздравиот десерт. Така. Одлично. Така. Прво ќе го ставам, значи, во чашка, а потоа, откако ќе биде добро изладено, ќе го декорирам. Така, ќе ги наполнам чашките се додека не го потрошам целото пире. Мислам дека ова е доволно. Ќе го израмнам. Така. И со салфетка ќе избришам чашката. Ете така, па ќе видиме што ќе ставиме потоа горе за декорација. Останете со нас, се гледаме на трпезата. Леле, во колку душа побрзо да се проба овој прекрасен десерт.
толку е вкусен, толку е ароматичен. А спојот на јаболкото, па со оревот, па со медот, циметот. Да ви кажам, цело тенџере ќе ви биде малко. Направете го десертот и уживајте. А тука трчкаат многу дечиња во етно село и ќе им дадам и на нив да го пробаат овој десерт. Ова е момент на уживање. Момент за своја душа, момент за пријателите. Направете го и уживајте. Уште еднаш ви кажувам. И ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со добра мисла, со добро чувство и вела дека не е успех она што го имаш материјално. Тук успех е она што си ти, како карактер и како човек. На здравје! Да сте ми здрави и живи, среќни, до следната емисија чекајте ме. На здравје!